Добро вечер, Дани. Најпрво сакам да те прашам како си, посебно еве 2 месеци после прекрасната свадба, овие 2 месеци во новиот брачен живот. Дали се уште ги сумирате впечатлоците од свадбата? Не. Па да, немаше некоја голема ука-бука околу тоа. Јас во принцип знам дека важам за некој што не премногу открива делови од приватноста, но па исто така сметам дека сум човек кој што и ништо не крие. Едноставно пробувам да заштитам ги заштитам оние луѓе што не сакаат да бидат во спотлајт. Така да никогаш нема лука-бука, ние сме долго време заедно, ова се случи спонтано, сакајќи да заокружиме годишница од нашата врска. Така да се помина супер све. Имаме фотографии како фотоалбум, како и сите парови што имаат. Си функционираме нормално како и претходно и се е како што. Морам да назначам дека сликите што ги сподели на социјалните мрежи се стварно прекрасни и емотивни. Еве уште едно лично прашање би те прашала, можеш ли да издвоиш нешто од таа вечер што е за тебе незаборавно, нешто што се случило? Што би издвоила ти? Незаборавно како многу јако. Цела вечер беше емотивна затоа што тие луѓе што присуствува на тој настан ни се баш најблиските луѓе. Немаше некој што не го познавам или помалку го познавам. Имаше многу опуштена атмосфера и си беше супер. Нешто така по значително не би можела да издвојам, така да мој другари пееа на мојата свадба, зашто сум премногу среќна и ете тоа е баш еден убав момент кој што секогаш ќе го памтам. И не сакаа да ми земат пари, и не ми земаа пари. Ај сите да имаме такви другари. И нова инспирација, а светот лудува, му треба насока. На. Во љубов уште верувам, без неја не сум слободна. Ја имам доверба и не се сомневај. Ете, одма после свадбата си беше организирана и пред 2 недели успеа да извадиш нова песна, која што има и доста интересен видеозапис, ќе кажам. И многу често во последно време гледаме видеозаписи кои што се снимаат така во студио. Кажи ни како дојде до идејата, објасни ни ете како течеше целиот тој процес за Заедно. Заедно е песна која што е снимена баш пред 2-3 години, многу одамна, седи така во фиока. Одлучив да ја пуштам бидејќи имав потреба од нова песна во етерот. Видеото се случи исто така спонтано, не сакајќи да се фокусирам многу околу тоа. Препуштив на моите двајца соработници со кои што работам, тоа се Филип и Бобан. Они си направија некој свој концепт што е во нивни стил, не во мој, а тоа е фешн. Едно лабаво видео, баш како што е и ритамот и песната, иако текстот на истата песна е малце подлабок за разлика од визуелниот дел. Дека тој ти беше назначено дека ти е целта нешто заедно. Зошто имаше напишано под една објава на Инстаграм дека сето ова е како заслуга на сите нас заедно. Мислам дека нешто така беше. Открим на гледачите зошто е тоа така емотивно напишано. Па јас во принцип многу години наназад на сите мои песни сум фокусирана на една иста идеологија, заедно со Весна Малинова, мојот композитор, имам иста идеологија и делиме иста цел, а тоа е да подигнуваме свест за она што малце сите ние го подзабораваме. Така да исто и оваа песна, како и многуте претходно, идејата потекнува од таму дека секој човек игра важна улога во создавањето на светот, во поглед на тоа како живееме. Сметам дека сите ние сме си одговорни за тоа и дека во се ова сме заедно, се убаво и се лошо што ни се случува, во се сме заедно. Кога секој би го фрлал ѓубрето на свое место,
не би имале толку многу ѓубре. Значи, во принцип, верувам во тоа дека сите ние сме си одговорни за све и во све сме заедно. Така да, тоа е поинтата на оваа песна. Затоа пеам. Во ова сме заедно, взаемно. Прекрасно кажано, еве инспирирана од оваа твоја реченица. Кој е според тебе најголемиот проблем или пак предизвик денес во музиката во Македонија и така општо? Бидејќи, пак ќе кажам, кога зборуваме дека нели взаемно сите придонесуваме за нешто, мислиш ли дека имаме можеби проблем во македонската музика? Не мислам дека е проблем во музиката, мислам дека проблем. Сега не би можела ни да го наречам, да му дадам една таква етикета проблем, меѓутоа сметам дека се е ланчано и се е поврзано и се си носи своја последица. Во моментов живееме онаква музика каква што заслужуваме. Онаква музика каква што ни е свеста. Онаква музика на која што се препуштивме. Така да пак одговорноста паѓа на сите нас, не само на артистите, него и на конзуматорите. Мислам дека се е поврзано, дека системот и самиот начин на функционирање не носи таму каде што сме. Затоа не можам да плюкам на тоа што денес се случува, но можам само да ставам акцент на тоа дека за се сме одговорни и треба секој да тргне од себе, за да нештото се смени. Ајде малку новогодишна еуфорија да внесеме во ова интервју. Какви ти се плановите за овие предновогодишни денови? Имаш ли веќе договорено настапи? Дали сакаш да одиш умерено, да не биде тоа премногу, да можеш и да одмориш и да настапуваш? Откри ги деталите за овој декември. Па декември е еден од поубавите месеци во годината за мене. Јас го сакам студот, го сакам и снегот, кој не го гледаме баш во последниве години и уживам во таа предпразнична атмосфера. Мило ми е што се повеќе и повеќе има работа во овие месеци. Се случуваат и новогодишни снимања, кои што ги немаше некое време. Имам настапи, да, фала Богу што ги имам, сакам да одмарам, сакам да ги работам. Мислам дека овој месец е се она што ќе ти дојде, дека треба да го земеш и да го прифатиш, бидејќи таков е месецот. Ќе одмараме во јануари. Плановите за нова година, ќе одмараш оваа година или пак одлучи некаде да настапуваш? Сега се наоѓаме во Мартини, преку денски на 31 ќе бидам овде во Мартини и ги поканувам сите оние што се уште не одлучиле каде би сакале преку ден да се забавуваат. Сметам дека денската забава е многу подобра од вечерната. Па затоа што е преку ден. Мислам дека навечер е повеќе интимно за дома, за пред телевизор, за со кифлички руска на маса у пижами и гледање на некоја телевизија, некоја новогодишна емисија. Мислам дека за мене е тоа така и за моето окружување, веројатно за различни генерации различно, меѓутоа моето чувство е такво. И исто така на 17 декември некој не може на 17 или пак на 31 може, ете да си види, имаш два датуми овде во Мартини, да. Или пак два пати нека дојде, зашто да не? Може и така, да. Јас би била среќна. 17 и 31 декември сум во Мартини. Заедно